Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Акилина и светата Ана и незиниот син Јован. Светата маченичка Акилина родена е во палестинскиот град Вивлос од чесни христијански родители. Во својата 7 година, малата Акилина веќе била потполно упатена во вистинскиот христијански живот, а во 10-та година таа толку била исполнета со божествен разум и благодата на Светиот Дух, што со голема сила и ревност им го проповедала Христа на своите другарки. Кога настанало гонење од Диоклецијан, некој ја подкажал Акилина на царскиот намесник Волусијан, кој бил звероподобен човек. Волусијан наредил прво да ја удираат, а потоа вжештена шипка да ја провнат низ ушите и низ мозокот. До последниот час девицата Акилина слободно и јавно го исповедала Христа Господа. А кога мозокот и крвта почнале да истекуваат од главата, таа паднала како мртва. Намесникот, мислејќи дека Акилина е навистина мртва, наредил та ја изнеле надвор од градот и ја фрлиле на ѓубриштето за кучињата да ја го изедат телото. Но во ноќта и се јавил ангел Божи и рекол: "Стани и биди здрава." И девицата станала и навистина оздравела и долго му вознесувала благодарствена песна на Бога, молејќи го да не ја ускрати да го доврши маченичкиот подвиг. "Оди, ке ти биде како што молиш," се чул глас од небото. И Акилина отишла во градот. Градската капија сама се отворила пред неа и таа влегла, слично на дух, во дворот на намесникот и се јавила пред неговата постела. Намесникот бил одземен од неискажлив ужас, гледајќи ја жива девицата за која мислел дека е мртва. Утредента по негова наредба джелатите ја извеле Акилина да ја исечат со меч. Пред извршувањето на наредбата, девицата на колена му се помолила на Бога и го предала својот дух. Иако била мртва, джелатот ја пресекол главата. Нејзините можти им давали исцеление на многуми на болни. Светата Акилина имала 12 години кога пострадала за Господа, а пострадала и се овенчала со маченички венец во 293 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
Плотитися от святия Богородиці і присно Деві Марії, непреложно во человечі вися, распнися же Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляємі Отцу і Святому Духу, спаси нас. Светата Ана и нејзиниот син Јован. Како сираче била земена во куќата на некој големец и како посвоенче била одгледана и воспитана во таа куќа. Како добра девојка, големецот ја венчал со својот син. Кога стариот големец умрел, роднините го притиснале неговиот син да ја отпушти својата жена поради нејзиното ниско потекло и да се ожени со друга, која по род и богатство повеќе би му доликувала. Синот на големецот се плашел од Бога и не сакал тоа да го направи. Гледајќи го својот маж во препирка со неговите роднини, Ана го напуштила тајно и побегнала на некој далечен остров на кој немало жива душа. Но на островот дошла бремена и наскоро родила син. На овој остров таа се подвизувала 30 години со пост и со молитва. Тогаш по промислата Божја, на тој остров дошол еден јеромонах, кој го крстил синот и му го дал името Јован. Оваа света душа се подвизувала во 5 век и мирно го завршила животот. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, бессравненную